За само 2,5 години владата потрошила 8 милиони евра за службени возила. Превозот е неопходен, но со овие пари, например, би можело сите 1042 основни училишта да се трансформираат, за и учениците со попреченост да стигнат до редовниот образовен процес. Секој родител сака детето да му посетува редовна настава. Новата министерка за образование на еднаквоста гледа како приоритет број 1. Наша врвна цел е обезбедување на инклузивно образование кое е пристапно за сите деца. Инклузија значи вклучување на сите деца во редовна настава, преку пристапни училишта, прилагодени учебници и технологија, како и образовни асистенти за оние што имаат потреба. Престои многу работа. Вака изгледа единствениот светол пример во државава. Дел од старите објекти пак се прилагодуваат партизански. Може ли сите училишта да се трансформираат? Секако доколку има средства, зошто да не? Парите за инклузивно образование ги изеде корона кризата. Ке се најдат ли нови и кога? Двојно повеќе деца отколку што може да прими, сакаат да учат во новото основно училиште Киро Глигоров во Скопски Капиштец. Освен што се мириса на ново, се внимавало и објектот да биде пристапен за сите ученици. Значи, како што може да видите самите дека овие плочки се противклизни, водено е и сметка за тоа да нема скали каде што ќе има подигнување нели на екстремитетите за да може да се влезе во училиштето. Од подземната гаража до секој кат има лифт. Како што може да видите, поставени се и држачи за да може лицата со попреченост. Тоалетите се со соодветна ширина и држачи, а и чешмите се отвораат без посебен напор. Потемните плочки кои водат до секоја училница се патеки за лесно движење на учениците со попречен вид. Училиштето почна со работа минатата учебна година, а веќе од оваа, 3 ученици со попреченост се запишани во редовна настава. Целиот објект кошта околу 5 милиона и 500 илјади евра. Значи, од прилика негде општината потроши околу 10 милиона денари за целата инклузија. Ниту едно друго државно училиште нема вакви услови. Иако во нив, на ниво на целата држава, настава следат вкупно 273 ученици со попреченост. Родителите и децата се задоволни со многу поскромни обиди. Позитивно искуство има 8 оделенката Дени Жерновска, ученичка во Гоце Делчев во Скопски центар. Училишните бариери се уривале една по една во период од повеќе години. До трето учела на првиот кат, а потоа е вграден лифт за да може класот заедно со Дени да се префрли погоре. Почетокот на новата учебна година Дени со семејството го чека надвор од Скопје, а нејзиниот татко вели дека физичката пристапност е само првиот неопходен елемент. Како втор елемент би го кажал значи едукацијата на наставниот кадар, едноставно првенствено можеби преку курсеви, преку некои тренинзи на постојниот кадар кој што е денеска во училиштата, во средните и во основните, но и од она што ја го знам дека и во на факултетите каде што се едуцираат, нели, тој наставен кадар, многу малку е застапена работа со ученици со посебни потреби. Третиот елемент би по мене, нели, би бил обезбедување на образовни или лични асистенти, кој што е проблем во моментот, мада мора да се каже дека во последните години и самата држава и општините работат на тоа да тоа се подобри. Училиштата се под ингеренции на општините, но градоначалниците велат дека без помош од владата промени се речиси невозможни. До сега пак речиси секоја посериозна интервенција во училиштата широм државата е направена со странска донација. Ние сами не можеме тоа да го делуваме, односно ние веќе имаме разговарано со владата да се зголемат ингеренциите на општините за да имаме повеќе можност да реагираме, бидејќи во изминатото училиштата ги градела државата. Со дел направена децентрализација припаѓаат под самите општини. Тоа значи дека треба да ни се зголемат одредени средства, треба да ни се зголемат проценти на данок кои што ги прибираме, за да ние може да ја постигнеме. Вака имаме ситуација каде што од прилика се носи одреден закон, одредени правила на игра, ама не ти се даваат доволно можности. Инклузивното образование е ставка во буџетот која ја изеде корона кризата.
Од 1.200.000 евра предвидени за инклузија во тековната година, по ребаланс на буџетот останаа само 63.000 евра. Според информациите од МОН, средствата биле предвидени првенствено за обезбедување образовни асистенти. Други планови за инклузија нема во буџетот за годинава. Пари за реконструкција на училиштата се издвојуваат во секој буџет, но до еметувањето на овој прилог не добивме податоци колку барем минатата година завршиле за адаптирање на училиштата со рампи и лифтови. По смената во МОН, тимот предводен од Мила Царовска ветува борба за поголем буџет. Со следното планирање на капиталните инвестиции, да видиме колку можеме да одвоиме, нели, ние да инвестираме покрај општините во училиштата и да обезбедиме соодветна пристапност и пред се да ги обезбедиме сите оние книги и онлайн алатки да бидат пристапни и за децата со попречено. Значи, колку и да чини, ние мораме да го спроведеме тоа. Тимот на Царовска до крајот на годинава сака да ја стандардизира и услугата образовен асистент. Од и досега тие има ангажман само во текот на учебната година. Тоа ќе може да биде на ниво на вработување во самото училиште, но како што кажав, ако дефинираме цена, значи самото училиште или МОН ќе може да објави повик и да ја купи услугата, да кажеме, од граѓанска организација или Сдружение на родители, кое што во себе ќе има вработени образовни асистенти, а само ќе се плати часот на услугата. Кога Македонија ќе може да се пофали со инклузивно образование? Па ја не би прогнозирал, но приоритетот на новата министерка за образование и наука како прва точка е инклузивното образование. Според проценките на засегнатите семејства, за едно училиште на 3 ката да се трансформира во пристапно со лифт, неколку рампи, тоалети и посебни соби за одмор, потребни се околу 70.000 евра. Во земјава има 1042 основни училишта. За сите да се адаптираат според посочената пресметка, потребни се онолку пари колку што владата потрошила за набавка на службени возила за 2,5 години. Пари има и од други ставки. Само прашање што е приоритет.